како ќе помине викендот за Благој, ќе ни каже токму тој во продолжение во следните минути во нашата рубрика Будење. Не е дека навистина го пробудуваме, тој веќе претпоставувам функционален во овој дел од денот на некоја минута пред 8 часот. Благој, ти испраќам утрински поздрав од нашето студио. Те лоцираме во твојот дом во Велес, така? Така е, добро утро, Цеце. Ти благодарам многу што се сети, што ме покани. Добро утро до сите вие што не гледате денес. Имајте убав ден, убав викенд. Да, верувам дека ќе биде позитивен денешниот ден и со сите информации кои што ние тука ги имаме во нашата утринска, но уште попозитивен ќе им стане доколку го слушнеме и звукот на твојот омилен инструмент, кларинетот или инструментот кој што ти го одбележа животот и кариерата. Па може ли така некако, Благој, да започнеме со една композиција или што си ни спремил, не знам. Нека биде тоа кратко, суптилно, колку за старт на овој ден. Може, една минута може? Може, секако. Да. Една шведска божикна песна за тој еден божик што сјае во сите куќи. Повели. Ќе освирам во моја варијација една. Повели. Одлично, Благој. Ти благодарам еве во име на целата публика која што во моментов е на утринска, велиш една божикна шведска композиција. Што значи тоа? Ние некако не располагаме со домашна авторска музика која што е посветена, да речем, на Божик, на празниците. Тоа секако е нели малку подобро развиено, да речем, во останатите земји, за жал. Но како стоиме ние? Не знам, едноставно сакав така да ги почестам сите со нешто што не го слушнале. А и бога ми не можам да се сетам на некоја наша божикна. Да. Ние си имаме песни традиционални, некои кои ги пееме, но се многу поразлични и немаат мелодија, туку на еден тон се пеат и зборовите се малку чудни. Така е, да, јас се согласувам и навистина е убаво кога ние често во нашата емисија пренесуваме за оние божикни базари кои што се низ цел свет, особено во Европа многу присутни, кога го потенцираме моментот колку тие навистина може да ја направат таа празнична атмосфера кај народот да биде баш на едно повисоко ниво. И кога веќе го спомена Малме, верувам дека во Шведска тоа како изгледа прекрасно, но овој период од годината ти не си таму, иако твојата релација со Шведска и со Малме е во една тесна врска, ќе позборуваме и за тоа, но прво да го најавиме она за што ни е всушност и поводот денеска. Се верувам дека овие денови поинтензивно се подготвуваш за концертот кој што те очекува на 17 декември, тоа е токму следната среда. Какви се плановите, Благој, што се ќе биде на репертоарот? Луѓето кои што те следат или биле на твоите концерти, знаат од прилика нели што можеш да понудиш, па еве за оние кои што можеби прв пат или не биле досега, ќе имаат жилбата, да им раскажеме каква е агендата или планот, репертоарот, што се ќе имаат можност да слушнат и да уживаат на 17 декември. Така, на 17 декември во Скопје, прв пат ќе имам еден мој солистички концерт. Тоа е во едно мало место што се вика Јавна соба. Ќе има 140 столчиња само, а јас каков настап ќе придедам, па на моите концерти секогаш инсистирам да звучи прво звукот да биде на некој начин акустичен, можеби малку е озвучен, но е акустичен.
ќе настапам заедно во придружба само со клавиатури. На клавиатурите ќе има само чиста боја. Значи, ќе биде клавир и кларинет. Ќе свирам музика од моите албуми, во кои нормално има и преработки од македонски секогаш тежнеам од една ствар да се што се случува, се што е ексклузивното доаѓа од звукот на кларинетот и немам никакви светлечки ефекти или електронски аранжмани кои доаѓаат од некој компјутер или синтесайзер. Сакам публиката да го почувствува тоа што јас го чувствувам кога свирам и тие сите микро детали што излегуваат. Ете тоа во кратките. Да, баш убаво опиша и тоа ќе биде една интимна атмосфера каде што не се потребни многу други ефекти, освен ефектот на нели инструментите и она што ти како музичар можеш да го понудиш. Не се сумневам дека ќе биде добро. Би сакала, бидејќи ти сам ја напомена Шведска или Малме, да им објасниме на гледачите всушност дека периодов си тука во Македонија, но во принцип твојата релација со Шведска е многу тесна. Што те поврзува со Малме, колку години веќе наназад функционираш таму, кое е твоето работно место токму во тој дел од светот? Во Малме се преселив во 2004 година, значи пред 21 година, за да студирам на Универзитетот Лунд, на Музичката академија Малме и студирав 4 години. Потоа се преселив во Америка, скоро 6 години бев таму, од кои 4 студирав. И во 2014 повторно се вратив назад во Малме. Сега Малме ми е дом, како што ми е и Македонија и Велес, на некој начин. Живеам како слободен музичар, немам јас стабилна работа, но имам среќа 11-12 години, скоро секоја година од Малме има така потреба повеќе музичари и скоро секоја година сум таму во некои 4-5 месеци. Среќавам многу интересни луѓе. Така живеам како слободен музичар. Да, малку ни се изгуби со звукот, но верувам дека луѓето успеа да сватат дека си постојано на релација со Малме и дека си дел од тамошната опера. Во моментов нели не со ангажман, но постојано се враќаш на таа релација. Колку знаеш како велат, тоа се скандинавските земји, тоа веројатно го знаеш, едни од најстрикните нации во светот, но од друга страна пак тамо некако е се посмирено, порелаксирано, можеби затоа што се и некако посредено. Колку велиш пред 20 и неколку години си веќе излезен од нашата земја, колку животот во Шведска или во тој дел од светот влијаеше на твоето оформување како музичар, како артист и на она што денес е Благој? Па, многу убаво прашање, Цеци. Како се надоградував музички, тоа е една тема, но токму тоа што ти го кажа, самото општество во Шведска ми помогна на некој начин да го дизајнирам на некој начин овој мој стил на кој јас свирам и да го сменам да го сменам тој начин на изведба на македонскиот фолклор. Јас таа тивка шведска и тој начин на комуникација човек кон човек, како еден човек третира друг човек и како луѓето го третираат целото општество, ми помогна многу во мојот уметнички, музички и лично созревање. Така што не само школото во Шведска и академијата во која јас учев, туку самиот народ, самите нивни карактеристики, самото нивно однесување ми помогна да го оформам овој стил. И луѓето кои ги слушаат моите два албуми, Nostalgic Love и Nostalgic Love 2, едноставно преку нив иако свирам и македонска музика во албумите, но на некој начин звучат
како таа мирна Шведска, како не се за свадба, не се за така им давам една тажна, една така посмирен дизајн. Една меланхолија, една елегичност, така некако јас би додала. Благој, како е во Велес овие денови? Дали прашањето ми е кога си бил во Шведска во овој период од годината, претпоставувам дека ти не достигаат домашните семејството Македонија, но во поглед на таа празнична атмосфера сигурно сум дека таму горе е многу подобро во поглед на тоа да се почувствува. Како е во Велес овој период и дали можеби ти не достига да си во Малме овој период од годината? Па прво во Велес сум овој период одличен избор затоа што мислам 9 години си немав дојдено тука овој период за празниците. Јас си имам дојдено, често си доаѓам, но за празниците немам дојдено 9 години. И сега ми е убаво. Сега веќе заборавив и дека подолго сум тука, веќе 2-3 месеци. До крајот на јануар ќе бидам овде и веќе заборавив дека живеам во Малме и сето ова во минативе 20 години некако ми е како во сон. Се прашувам дали воопшто се случи. А Малме не ми недостига нешто, затоа што знам таму си имам дом, Малме е таму и ќе си отидам било кога. Ми недостига, можеби, знаеш, убаво рече дека овие празници се чувствуваат таму. Таму има многу концерти во црквите во текот на декември. Црквите се полни со концерти, секој втор ден така речено има концерт со убава питома музика, оперски пејачи, полни се црквите. Народот оди и покажува со тоа што оди на тие концерти, покажува и на државата и на владата и на сите дека треба. И треба да продолжите да го поддржувате ова од буџетот, затоа што е многу важно за нашето општество. Така што многу се радуваме ние музичарите кога ги црквите полни. Зборуваме за цркви во кои има по 700 луѓе. Да, веројатно атмосферата е човек да посака само да биде таму, а ти си ретко привилегиран да имаш можност и да ги доживуваш. Благој, тука некаде ни стекува минутажата. Јас ти благодарам од срце што утрово ете на оваков начин те имавме токму од Велес. Го најавуваме она што те очекува, споменав на само 5 дена од денеска, 17 декември е датумот кога ќе го имаш твојот убав голем концерт тука во Скопје и се надевам дека сте ќе помине онака како што треба и дека ти ќе бидеш еден од оние моменти на кои што луѓето ќе се радуваат заради тоа што се празници и ќе дојдат и ќе уживаат. Ти благодарам многу и ти посакувам да ти биде овој ден па и викендот уште поубав. Ти благодарам, Цеци.